Почитуван премиер на владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на владата, почитувани министри и заменици, почитувани градоначалници, ваши екселенции, ценети партнери и соработници од меѓународната и деловната заедница, драги колешки и колеги, дами и господа. Денес, на прославата на царината, чест ми е да застанам пред сите вас и со гордост да истакнам дека сме на вистинскиот пат. Ако минатата година најавивме дигитализација, оваа година не очекува реализација на дигитализацијата согласно нашата визија да бидеме водечка управа во регионот според највисоките европски стандарди, а истовремено да останеме доследни на заштитата на финансиските интереси и општеството. Годинава што измина ја обележаа неколку крупни проекти од различни области кои доведоа до огромен напредок и модернизација. Резултатите кои ги постигнавме се показател дека со голем ентузијазам, посветеност и доверба во сопствените капацитети се постигнуваат зацртаните цели и поставените приоритети. Обележувањето на овој ден традиционално е посветено на сите оние кои во последниве 27 години неуморно се вложија во градењето, растењето и модернизирањето на царината, со цел да бидеме достојни, современи и успешни членови на светското царинско семејство. Царинскиот ден, празник, е ден кога ги сублимираме резултатите од изминатата година, ден кога го објавуваме и промовираме извештајот за работата на царинската управа во годината што изминала. Дозволете ми накратко да ви презентирам дел од клучните активности реализирани изминатава година. Во 2018 година Царинската управа по сите основи наплати вкупно 1,43 милиарди евра, што е за 160 милиони евра повеќе, односно 11% во однос на 2017 година. По однос на наплатените давачки по видови за 2018 година, резултатите се следниве. Приходите од царина во 2018 година се 5,6 милиарди денари, раст од 8,3% во однос на 2017 година. Како приходи од ДДВ се наплатени 49,11 милиарди денари или раст од 12,5% во однос на минатата година. Од приходи од акциза во буџетот на Република Северна Македонија се слеани 28,8 милиарди денари, што е раст за 9,3% споредено со лани. И од надоместоци се наплатени 6,9 милиарди денари или 3,5% повеќе од 2017 година. Успехот остварен при наплатата на приходите се должи на повеќе фактори. Зголемена финансиска дисциплина на сите учесници во трговијата, соработка со институциите кои вршат контрола на внатрешниот пазар, унапредувањето на системот за управување со ризик на царинската управа при увоз, односно подобри резултати со помалку извршени контроли и подобрување на интерните контролни системи. Изминатата година Царинската управа започна ново поглавје во своето работење. Беше финализиран развојот на системот за обработка на царински декларации и акцизни документи, кој ќе го замени досегашниот систем АСИКУДА. Со тоа, сите царински постапки што досега се реализираа на хартија ќе бидат заменети со електронски постапки. Со имплементацијата на новиот систем ќе се забрза постапката на економските оператори, ќе се намалат нивните трошоци, ќе се подобрат контролите, а од друга страна ќе се креира поефикасна и модерна царинска околина во согласност со глобалниот развој и дигиталната ера. Новиот систем ќе функционира во една интегрирана целина со постоечките системи и е основа за воспоставување на интерконективност и интероперабилност со системите на Европската Унија, која не очекува во иднина. Продолживме со усогласување на националното царинско законодавство со легислативата на Европската Унија и негова примена.
Во таа насока, наши приоритети изминатата година беа активностите поврзани со олеснување на трговијата, обезбедување на поедноставени царински постапки за економските оператори и особено воведување на статусот на овластен економски оператор. Учествувавме во подготовката на предлог новиот закон за акцизи, кој што е усогласен со европското акцизно законодавство и се очекува да стапи на сила во втората половина на 2019 година. Како показател на зголемената доверба со бизнис заедницата, почна да се применува законската измена за намалување на казните за сторени царински прекршоци за 50%. Го воведовме статусот на овластен економски оператор, концепт кој се заснова на партнерство помеѓу царината и бизнис заедницата, и горди сме што преку низа обуки и семинари, во кои беа опфатени повеќе од 300 компании, овозможивме бизнис заедницата да ја препознае придобивката од овој концепт. Како резултат на тоа, во 2018 година, 2 компании веќе се стекнаа со статус на овластен економски оператор, а за уште неколку постапката е во тек. Изминатата година ја обележаа и реализацијата на неколку поголеми проекти финансирани од типа фондовите на Европската Унија. На граничниот премин Ќафасан се изгради нов царински терминал, објекти за царинење и спроведување на царинските контроли и пристапни патишта. Преминот ќе биде пуштен во употреба во мај оваа година. Ги зајакнавме оперативните и институционалните капацитети на Царинската управа преку континуирано усогласување на националното царинско законодавство со законодавството на Европската Унија. Ја зголемуваме ефикасноста при откривање и спречување на царинските измами преку поефикасни и таргетирани контроли. Применуваме современи лабораториски методи и средства. Со помош на програмата Царина 2020, програма на Европската комисија, интензивно го зајакнуваме административниот и оперативниот капацитет преку размена на експертиза, знаење и искуства на европските земји. Само преку оваа програма, изминатата година, 53 службеници учествуваа на вкупно 29 настани, како што се обуки, семинари и конференции. Во насока на реализација на нашата визија и мисија, со помош на фондовите од програмата ИПА 2018, денес ќе издвојам неколку круцијални полиња кои се дел од стратешкиот и акцискиот план на Царинската управа. Да го подобриме квалитетот на царинските постапки, квалитетот на царинските контроли, како и борбата против измами и недозволена трговија. Да набавиме софистицирана опрема и нов систем за контроли и истраги и да воспоставиме центар за справување со сериозни проблеми на царинските информатички системи. Со помош на средствата од Светска банка во периодот што следи, ќе изработиме нов едношалтерски IT систем, Single Window, ќе изработиме нов систем за видеонадзор и дел од средствата ќе бидат искористени за инфраструктурно подобрување на граничните премини. Тековната имплементација на дигитализацијата на царината бара од нас со брзи и крупни чекори да ги прилагодиме и IT системите и тие да бидат интероперабилни и интерконективни со системите на Европската Унија. За таа цел планираме надградба на NCTS системот, изработка на систем за регистрација и идентификација на економските оператори и изработка на автоматизиран извозен систем. На нашата веб страна од неодамна се достапни 17 курсеви за електронско учење за сите најважни аспекти на царинското работење, услови со програмата за електронското учење на Европската комисија. Курсевите се наменети за сите царински службеници, но и за деловната заедница. Целта е да се овозможи сите инволвирани лица да се стекнат со потребните знаења за еднообразна примена на царинските постапки и правилно утврдување на вредноста и потеклото на стоките. Цврсто веруваме дека соработката со бизнис заедницата е од клучно значење за успешноста на Царинската управа и на државата. Темелите на соработката кои ги поставивме изминатата година ја интензивираа комуникацијата и взаемната почит.
Одржавме бројни работни средби и состаноци со представници на Советодавното тело, Стопанската комора на Република Северна Македонија, Сојузот на стопански комори, Стопанската комора на Северозападна Македонија, Македонско-турската комора МАТО, како и увозници, извозници, застапници, шпедитери, производители и транспортери. Склучивме меморандуми за соработка со Универзитетот Гоце Делчев Штип, Друштвото ТДР Скопје Доел како член на групацијата British American Tobacco, DHL Експрес Македонија и Асоциацијата за е-трговија. Веќе во првиот квартал на 2019 година ги почувствувавме резултатите од подпишаните меморандуми, не само како Царинска управа, туку и како граѓани, што за нас е вистински показател дека се движиме во правилната насока. Во септември 2018 година го најавивме почетокот на долго очекуваниот проект за заедничко гранично управување One Stop Shop на неодамна модернизираниот граничен премин Табановце со соседна Србија. Со воспоставување на новиот начин на работа и заедничка гранична контрола на службите на двете земји, коридорот 10 ќе биде поатрактивен и поефикасен за извоз, увоз и транзит на стоки. Граничниот премин Табановце е само почеток на крупните проекти кои не очекуваат на ова поле на повеќе гранични премини. Проекти кои се прифатени од нашите соседи Албанија и Косово и ќе донесат огромни бенефити за економските оператори. Активностите кои се преземаа изминатата година за откривање на нелегален трансфер на стоки се од голема важност за нас како Царинска управа, за државата, но и за целото општество. Во периодот јануари-декември во 16 акции спречен е обид на шверц на над 1 тон дрога. Во мај 2018 на граничниот премин Табановте спречивме обид за шверц на 98 археолошки предмети од непроценлива вредност. Спречени се 13 обиди на шверц на над 41.700 парчи на лекови и медицински помагала. Во 32 обиди спречено е нелегално пренесување на девизи во вредност од над 380.000 евра. Спречени се 6 обиди за шверц на 9 кг сребро и 2 кг златен накит. И конечно, во 58 акции привремено се задржани над 175.000 парчина и 2506 килограми различна стока поради основано сомневање за повреда на правата од интелектуална сопственост. Во насока на улеснување на трговијата, изминатата година реализиравме голем број на формални и неформални работни средби со царинските управи на другите земји, со цел да го зацврстиме партнерството и да оствариме пријателски, професионални односи кои ќе донесат бенефити за бизнис секторите во нашите земји и секако бенефити за државите. Како позначајни средби сакам да ги издвојам неформалниот регионален состанок на директорите на царинските управи од Западен Балкан, одржан во Тирана, билатералните средби со царинските управи на Албанија и Хрватска и неформалниот регионален состанок на директорите на царинските управи од Западен Балкан, одржан во Подгорица. Подпишавме нов договор со Бирото за јавна безбедност за уредување на постапките за побрз проток на жива стока, опасни материи и стока во транзит на граничните премини Табановце и Богородица. Протоколот е од исклучително значење за извозот на македонско земјоделско прехранбените производи, бидејќи се овозможува 24-часовен слободен коридор за приоритетно движење на жива стока и стока во свежа состојба, за што порано имаше ограничено време. Овој протокол придонесува за избегнување на подолги задржувања на граничните премини и обезбеди брз и безбеден проток на жива стока. Сите овие активности придонесоа Република Северна Македонија и оваа година да биде високо рангирана во извештајот на Светска банка за деловна клима за 2019 година. Првиот и најзначаен настан кој ни престои е пуштање во употреба на системот за обработка на царински документи и акцизни документи во јуни 2019 година. Ја имаме најсовремената царинска лабораторија и сме во процес на акредитација според ISO 17025 стандардот за квалитет.
Во 2019 година ќе продолжиме со едукација и силен поттик за економските оператори за стекнување со статус на овластен економски оператор. Да се зголеми процентот на поедноставени постапки во вкупниот број спроведени царински постапки. Реализација на престојните поддржани проекти од ИПА фондовите, реализација на проектот One Stop Shop со Србија, Албанија и Косово и продолжуваме со усогласување на легислативата со Европската Унија. Ја имаме честа годинава да ја преземеме престижната улога на домакин на 14-та годишна конференција ПИКАРД, партнерство во царинското истражување и развој, во заедничка организација со Светската царинска организација. Конференциите ПИКАРД традиционално секоја година имаат различна земја домакин и нудат одржлива можност за мрежно поврзување на царинските администрации, царинските експерти, академски партнери, донаторски и меѓународни организации, а при тоа промовираат високо ниво на размена на царинско знаење и професионализам и поттикнуваат повеќе академски истражувања на теми релевантни за царината. Дел од темите кои се фокусирани на научните трудови оваа година се гранична координација и соработка, прекугранична е-трговија, анализа на големи податоци и други теми во насока на олеснување и дигитализација на прекуграничната трговија, патничкиот сообраќај и транспортот на стоки. Настанот ќе се одржи во октомври оваа година во Скопје и учество ќе земат околу 200 гости, високи представници на Светската царинска организација, царински експерти и академици, кои што ќе презентираат своји истражувачки трудови. Сите овие иницијативи се силно поддржани пред се од владата на Република Северна Македонија, но и од меѓународните организации и донатори Европската Унија, USAID, меѓународната финансиска корпорација AFC, ГИС и Светска банка. Во оваа прилика сакам да изразам мојата голема благодарност за оваа соработка. Не е лесно како мала држава да се издигнеш меѓу најдобрите, прво во регионот, а потоа и во светски рамки. Но посветеноста со која работиме, помошта која ја добиваме од нашите стратешки партнери и соработката со бизнис заедницата доведоа до резултати кои се показател дека сме го одбрале вистинскиот пат. На крајот, сакам да искажам благодарност и признание на сите вработени за нивната посветеност во постигнувањето на овие резултати и да ги охрабрам да продолжиме со уште поголем ентузијазам за постигнување на уште поголеми успеси во наредните години. Ви го честитам празникот 14 април, денот на Царинската управа, и ви посакувам да бидете горди носители на промените кон подобар живот во нашата земја. Ви благодарам.